Заев и Ахмети си дадоа рок. До крајот на неделата ќе одлучат дали на претседателските избори ќе излезат со заеднички кандидат. По средбата во клубот на пратеници, коалиционите партнери истапија со синхронизирани изјави. Според Заев и Ахмети, одлуките треба да бидат во интерес на државата и мнозинството граѓани. Конкретни имиња не сакаат да споменат, но велат дека едни на други ги презентирале резултатите од анкетите. Секако ова е вредна шанса, може би ќе успее, може би нема да успее, но шансата како шанса треба да ја имаме, затоа што верувам дека прво ќе ги отклониме сите шпекулации што се случуваат пред втор круг, дали има тајни договори, кој што дал, кој што изгубил, кој што примил или слично, ако застанеме сите заедно зад заедничко име за кандидат за претседател на државата. Ова не е воопшто лесно. Драго ми е што имам квалитетни кандидати. Анализите и анкетите кои што ги правиме целиот овој период, договоривме меѓусебно да ги споделиме, затоа што сите политички субјекти прават анкети и анализи. Тие анализи ќе бидат од голема помош во изнаоѓањето на кандидат зад кој што стојат и македонците, и албанците, и помалку бројните етнички заедници во државата, но и буквално сите социјални категории на граѓани, а верувам и политичките раководства на политичките субјекти. Заев смета дека претседателскиот кандидат на опозицијата Гордана Силјановска е надвор од секој можен концепт на актуелната власт и не е прифатливо решение за нив, бидејќи во ниту еден момент не дала подршка на тоа што го делува мнозинството граѓани во Македонија. Лидерот на интегративците по состанокот потврди дека не се лицитирало со имиња. По оваа средба, дебатата сега се сели во партиските органи, кои ќе ја донесат конечната одлука. Одлучивме за прашањата за кои денеска разговаравме да ги ставиме на дебата во органите на партијата. Партиите ќе бидат тие кои што ќе ја преземат конечната одлука и остана за воиднина за дополнителни консултации и информации меѓусебно да разговараат организацијските секретари на двете партии. Значајно е да се почитува волјата на мнозинството на граѓаните на оваа држава. Сепак, одлуката што ќе се донесе треба да биде правилна и од полза. По средбата со Ахмети, Заев најави средби и со Мендух Тачи, Африм Гаши, Билјал Касами и Зијадин Села.